Регионални вести на телевизија КИС за 30 мај среда. Иницијативниот одбор Движење против коцкање побара сите објекти каде се приредува игри на среќа во Тетово да се затворат, затоа што речиси сите работат нелегално. Оттаму истакнаа дека Управниот суд забранил да се отвори казино на булеварот Илинденска во Тетово, за кое граѓаните на почетокот од месецов реагираа против работењето на овој објект, за кој тврдеа дека не ги исполнува условите да биде казино. Управниот суд донесе одлука за забрана за отворање на казиното лоцирано на булеварот Илинденска, за кое жителите на Тетово протестираа против овој објект поради неговата близина до образовни институции, но и како што тогаш тврдеа, дивата пренамена од трговски локал во коцкарница. Од Движењето против коцкање на пресконференција излегува со тврдење дека речиси сите казини и обложувалници во Тетово работат на диво и без документи. Постојниот закон говори дека игрите на среќа исклучиво треба да работат во склоп на хотели, мотели како самостојни објекти, а не како што е праксата во Тетово, тие да бидат сместени во колективни згради. Оттаму побараа затворање на нелегалните коцкарници. Овие казина се отворени без никаква основа и без никаков документ. Ја ќе повторим, ако евентуално се сака да биде друга Македонија, како што се тежне да се биде, значи треба да се почне од тука. Во собранието наскоро на дневен ред треба да се гласа новиот закон за игри на среќа, кој предвидува игрите на среќа да бидат оддалечени 300 метри од сите институции кои се од јавен интерес. Од Движењето против коцкање сметаа дека законот е погрешен и нема да го реши проблемот со како што велат епидемијата на казината во градот. Да се подготви закон што ќе ги принуди сите казина, обложувалници и игри на среќа да се оддалечуваат 3 километри од последната куќа на секое населено место. Сметаме дека законот подготвен од Министерството за финансии е скандалозен и неприфатлив. Затоа нашата иницијатива ќе им прати на сите парламентарни групи амандмани, подготвени од наши адвокати, за да го спречат донесувањето на законот подготвен од Министерството за финансии. Секој пратеник кој ќе биде за овој скандалозен закон ќе носи политичка одговорност пред граѓаните и неговото гласачко тело. Оттаму најавија нови помасовни протести на кои ќе се приклучат и жители од други градови од Македонија, се додека државата не најде слух за нивните барања, кои имаат за цел, како што велат, да ги заштитат младите од пороците како што е коцкањето. 45 годишен пешак вчера бил удрен од возило на крстосница во Гостивар. СВР Тетово преку полициски билтен информира за неколку случувања во Тетовско-Гостиварскиот регион. Во Гостивар вчера се случила сообраќајка на крстосницата на улиците Браќа Ѓиновски и Јна, при што патничко возило Мерцедес со италијански регистарски таблици, управувано од 60 годишникот Балиндол, удрило во 45 годишен пешак од Долна Бањица. Повредениот пешак пренесен е во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. По извршениот увид се утврдува причината за несреќата и другите поединости. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера во 16 часот извршиле претрес во домот на 61 годишник во тетовското село Джепчиште. При претресот реализиран со судска наредба, пронајдени се 94 куршуми калибар 7,9 мм, 8 куршуми калибар 9 мм, 4 куршуми за гасен пиштол, футрола за пиштол и прибор за чистење оружје. Сето пронајдено во претресот е фотодокументирано и одземено за вештачење, додека лицето лишено од слобода и по целосно расчистување на сите поединости против него ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. 43 годишен тетовец вчера околу 12 часот ги навредувал и омаловажувал полициските службеници на СВР Тетово, кои преземале мерки во врска со паркирањето на булеварот Маршал Тито во близина на Тетовскиот зелен пазар. Неговото возило Пасат со тетовски регистарски таблици било непрописно паркирано и подготвено за подигнување од пајак службата, пошто тетовецот дошол и започнал со навреди и закани. Набрзо тој е приведен и против него ќе следува поднесок.
Во полицискиот билтен регистрирана е кражба во верскиот објект Тарабати Баба Тече во Тетово, која вчера ја пријавил 75 од гостиварски Балиндол. Предходната ноќ засега непознати сторители одзеле металната каса за доброволни парични прилози од верниците, која била поставена во кругот на објектот, а во која имало известна помала сума средства. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите. Возачите на мотор не носат заштитни кациги. Моторциклистите повторно во средиштето на акциските контроли на секторот за внатрешни работи Тетово. Во тетовските полициски контролни активности спроведени во текот на вчерашниот ден, откриени се вкупно 22 прекршоци, од кои дури 12 некористење на заштитна кацига, информираат од СВР Тетово. 5 мотоциклисти управувале без возачка дозвола, 4 без или со истечена регистрација и осигурителна полиса и друго. Констатираните прекршоци во овие активности санкционирани се со 22 прекршочни платни налози, 5 исклучувања од сообраќај и со 10 покани за сообраќајна поука. Вкупниот број ваков вид прекршоци во гостиварските активности пак изнесувал 21. Од нив 14 биле некористење на заштитна кацига, 4 управување без возачка дозвола и 3 истечена регистрација. На прекршителите изготвен им е 21 прекршочен платен налог, 7 моторциклисти исклучени се од сообраќај, а 14 ќе бидат повикани на сообраќајна поука. Засилени контроли на моторциклистите ќе следуваат и во наредните летни месеци, дотолку повеќе што изминативе десетина дена на Тетовско-гостиварското подрачје се случија неколку сообраќајни несреќи, во кои непосредни учесници беа моторциклистите, велат од полицијата. Секторот паркови и зеленила при јавното комунално предпријатие Тетово со недостиг на работна сила на терен. Само десетина работници распоредени на повеќе локации се грижат за целата зелена површина во градот. Со само десетина работници на терен, единицата паркови и зеленила во Тетово ги извршува секојдневните обврски на различни локации во градот. Поради изминатиот влажен период, тревата има потреба од постојано косење, се уредуваат парковите, се сеат нови стебла и цвеќиња, се одржуваат обраснатите дрвја. Пролетва имаат засејано над 3000 садници цвеќиња. Овој период на годинава, значи, повеќе идемо на косење, зашто периодот е тој што травата расте поради влажноста расте повеќе. Па идемо на косење, значи овој период некаде неделно 2 пута го косимо травата. Нормално устоа идемо и на крастење на гранки. Сега периодот е што има многу работа одеднаш, значи некаде па некојаш не останува нешто. Нели тоа идемо по план колку ќе стигнемо, зашто не може све одеднаш да се стигнува. Сме сееле, значи, и декоративни дрва што се у круговите стајани, значи тие сега се припремамо, значи идемо на припремање за сеење за уесен да ни бидат други цвеќиња, значи спремни за да имамо у наредната сезона. На одделни места низ Тетово има посејано дрвја кои количински ослободуваат повеќе кислород за разлика од другите зелени површини. Некаде пример што сме сееле дрва заради прочистување на воздухот и заради сенки. Тоа, значи имамо сеено едно 2-3 разни дрва, значи имамо каталпа некои со поголеми листови, значи тоа што спомнавте и вие. Тие имамо пример по делови сме ги стајале, имамо у индустријска стајани некој дел, значи од тие листопадни каталпи, значи имамо, значи сме фатиле индустријска и булевардот, главниот булевард, значи од Монопол до центар, имамо у Благоја Тоска, значи Благоја Тоска е до касарна негде пројдено, значи ни останува уште кругот и натаму булевардот до крај, значи има уште малку работа таму да се поправа, нели,
Тие па кога ќе бидат готови, ќе ни јават, ние ќе почнеме со нашите работи. Значи да го завршиме тоа што сме почнале од почетокот на булевардот, значи. Работниците на предпријатието не можат да засеат толку многу садници колку што можат да ги уништат тетовци. Раководителот Мухамед Шефити со апел до граѓаните на градот за зачувување на зелените површини. Посочува, тие се за сите нас. Стварно ги оштетуваат парковите, има места кај што влагат со коли да се паркираат тамо, па ни ги расипуваат свечињата, дрвата, тоа. Стварно има несовесни граѓани. Меѓутоа, апелирам до нив за да бидат попажливи, да ги чуваат, зашто тоа не е само за нас, него и за нив. Сега тоа зеленото, значи, е добро за свите, не е само за нас како фирма. Ние сме должни да го одржаваме тоа, меѓутоа, ако тие не се совесни и ни ја отежнуваат работава, значи. Инаку на средината на март, општина Тетово започна со кампања Зелена пролет, која стартуваше со активност на чистење на коритото на реката Пена кај Мала Речица, па од населбата Горна Чаршија до улица Видое Смилески бато. Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово учествуваше на манифестацијата Денови на македонската култура во Нови Сад, Србија. Со изложба на фотографии, поетско читање и настап на фолклорната група, Сдруженијето на Срби и македонци културно-уметничко друштво Бранко Чајка од Тетово се представи на манифестацијата Денови на македонската култура, која се одржа од 25 до 27 мај во Нови Сад, Србија. Изложбата на фотографии наречена Живот во кутија е на авторот Драги Неделчевски од Тетово. Живот во кутија представува фотоесеј за животот на неговиот син Мане, кој има церебрална парализа. Ова изложба е настаната од 2009 година во соработка со Роберт Јанкуловски од Македонскиот центар за фотографија и швајцарската програма за култура Западен Балкан. На поетската вечер пак со дел од својата поезија се представи Стојан Арсиќ, поет од Македонија, основач и долгогодишен председател на Друштвото на писатели, просветни работници во Македонија. Тој пишува на македонски и српски литературен, како и на врањски дијалект како инспирација на родниот крај. Фолклорната група на Сдруженијето со која раководи кореографот Снеже Евковска се представи со 3 македонски и 1 српски сплет. Убавата македонска песна ја изведоа во дует вокалните солисти на Сдруженијето Љубица Бојаджиевска и Драгиша Аврамовски. Сите учесници на крајот на програмата на сцената заиграа заедно на песните Македонско девојче и Бисер Балкански. Изложбата и поетското читање се одржаа во Друштвото на писателите на Војводина, додека настапот на фолклорната група во салата на Културниот центар во Нови Сад. Нашинците кои живеат во Нови Сад, како и останатите љубители на македонската песна и оро, уживаа во концертот на кој учествуваа и културно-уметничкото друштво Виногради од Гудурица и пеачката група Исток 10 од Вршац, кои исполнија неколку песни и ора од Македонија и од Србија. Учеството на Сдруженијето на Срби и македонци Кут Бранко Чајка од Тетово на 12-те денови на македонската култура во Нови Сад представува проект од национален интерес за културата за 2018 година, одобрен на конкурсот на Министерството за култура. Куп над преварот во рамки на Општинскиот фудбалски сојуз Тетово помеѓу Тетекс и Љуботен ќе се игра утре, четврток 31 мај, на градскиот стадион со почеток во 16 часот и 30 минути. Ова е прва средба на Тетекс на градскиот стадион од 2015 година. Утре не очекува куп надпревар со ривалот од Тетово Љуботен. На спортски план сме ривали, меѓутоа во однос на клубови сме многу коректни, во многу коректни односи, така да не очекува една предквалификација за купот и многу поважна работа е што после 3 години фудбалскиот клуб Тетекс игра на градскиот стадион. Ова ќе ни биде
еден подстрек, едно движење кон напред и поголема соработка меѓу градските ривали Тетекс, Шкендија, Љуботен, тука и Ренова. Јас мислам дека со тек на време ние нашите односи ќе ги подобриме, така да на спортски план ќе одиме, мислим, со корак по корак, меѓутоа секогаш напред. Ги покануваме сите љубители на фудбалот утре во 16:30 часот на градскиот стадион. Играат, како што најавив, Љуботен и Тетекс. Очекуваме спортски надпревар, дерби и да заврши со хепи енд. Чекориме кон НАТО и Европската Унија, решаваме спорови, го јакнеме идентитетот. Владата на Република Македонија ги продолжува разговорите со Грција, порача денеска премиерот Зоран Заев пред владата во присуство на сите министри на пресконференција со која се одбележа една година од работењето на владата. Нема се уште ништо договорено, како што соопштија министрите за надворешни работи на нашата земја и министерот од Република Грција. Се договорени принципи и начела на договор. Се работи на правно-формалниот аспект на самиот договор. Следува разговор помеѓу мене и премиерот Ципрас. Верувам деновиве, вечерва, утре до петок. На овој разговор очекувам да направиме исчекор, кој што е многу значаен. И затоа секако ги следиме сите шпекулации во јавноста. Веднаш штом ќе имаме било каква информација, знаете дека како и секогаш транспарентно и отворено ќе ја споделиме. Моделот на чекорите не е нешто тајно, нешто што е непознато. Тоа е темата на лидерската средба на која што разговаравме пред неколку денови. Додадено е само тоа што на некој сакал да го додаде во делот на можни закани од СЕО или слично. Чесно е да се разговара покрај за правно-формалниот аспект на евентуален договор и за термините за негово спроведување. Знаете дека во Македонија сите стоиме позади референдум. Ако ние стоиме позади референдум, а Грција има за тоа разбирање, ред е логично да бидат поставени чекорите на спроведувањето на евентуалниот договор. Ратификација пред референдумот за да може Грција да испрати писмо до НАТО и да добиеме покана за НАТО. Месец порано. Секако ратификацијата на договорот е ратификација на нешто за кое што застанале двете влади и веројатно парламентарно мнозинство. Јас се надевам дека тоа ќе биде многу голем парламентарно мнозинство, заедно со опозицијата. Но секако треба да знаат сите дека конечно е референдумот. Затоа сите стоиме зад референдумот. Крајот на септември, почетокот на октомври веројатно е прикладно време, ќе се договориме сите чинители во државата кога да се одржи тој референдум и преку референдумот граѓаните ќе ни дадат насоки. Употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања, а елиминирање на употребата на тутунот може да заштити милиони луѓе да умрат од срцев и мозочен удар, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче по повод 31 мај, светскиот ден без тутун. Министерството за здравство и годинава во соработка со Светската здравствена организација и Институтот за јавно здравје традиционално го одбележуваат светскиот ден без тутун. Податоци се покажуваат дека кардиоваскуларните болести се главна причина за смрт во светски рамки, а употребата на тутун и изложеноста на пасивно пушење придонесуваат за приближно 12% од сите смртни случаи кај срцевите заболувања. Елиминирање на употребата на тутун може да заштити милиони луѓе да умрат од срцев или мозочен удар. Во Република Македонија, според податоците од Институтот за јавно здравје, во 2016 година од болести на циркулаторниот систем починале 10.920 лица, со стапка на смртност од 526 на 100.000 жители. Болестите на кардиоваскуларниот систем учествуваат со 53,5% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причини за смрт. Возрастните лица од 15 до 64 години пушат во 46%. Од нив 54,1% се мажи. Значи ние ги следиме состојбите во светот какви се. Кардиоваскуларните болести се одговорни за повеќе од 50% од сите смртни случаи годишно во Република Македонија. Кај нас е типично дека
од исхемични болести на срцето или срцев удар, како што ние популарно го нарекуваме, умираат повеќе мажите, додека од мозочен удар умираат повеќе жените во Република Македонија. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 13 до 19 степени, а дневната од 24 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, попладне во западните и јужните делови со краткотраен локален дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 13 до 19 степени, а дневната од 23 до 28 степени. УВ индексот ќе изнесува 7. Толку во овие денешни регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.